Во теке недела на имунизација, а на тема вакцинирање и зошто родителите го одложуваат вакцинирањето. Разговараме со доктор Даниела Марковска. Добро утро за вас, ви благодарам за прифатената покана во информативниот блок на телевизија Нова. Моето прво прашање е каде сметате дека е проблемот, зошто родителите го одложуваат вакцинирањето? Добро утро за гледачите на ТВ Нова. Сметам дека мал е процентот на родителите кои што го одложуваат вакцинирањето. Во тек е Европската недела на имунизација, која е оваа недела од 24 до 30 април. Република Македонија се приклучува кон глобалната иницијатива на Светската здравствена организација за обележување на Европската недела на имунизација со цел да се подигне јавната свест на населението за важноста и бенефитот од вакцинацијата. Именно имунизацијата спасува милион животи годишно и тоа е научно докажано. И со имунизацијата се спасуваат многу животи од најрана детска возраст до целиот живот, во сите фази од животот. Моето второ прашање е дека главен проблем за родителите сега кога ги имаме поливалентните вакцини, дали редоследно да ги даваат вакцините, да ги се примаат дечињата или можат да се одложуваат? Во однос на поливалентните вакцини, тие представуваат највисоко достигнување и на медицината воопшто, со тоа што со воведувањето на поливалентните вакцини, кои што можам да кажам дека се безбедни, се намалува бројот на посети во диспанзерите, каде што се одвива вакцинацијата, и поливалентните вакцини се пречистени вакцини, односно даваат минимални реакции во однос на вакцинацијата. Со воведувањето на поливалентните вакцини во Република Македонија добивме скок на Република Македонија како лидер во регионот во однос на вакцинацијата, односно истите вакцини кои што ние ги даваме на нашите деца се истите вакцини кои што се даваат во Белгија, во Франција, во Холандија. Така, може ли родителите веќе да им веруваат на овие вакцини? Еве случајот со МРП вакцината, може ли да им се верува? Би сакала да кажам дека вакцинацијата е светска пракса. Во Република Македонија воведена во 1948 година. Родителите од секогаш можеле да им веруваат на вакцините, а посебно денес. За една вакцина да дојде на пазарот, потребни се 12 години клинички истражувања и за да биде таа произведена има строги ригорозни контроли. Од начинот на произведување, до начинот на чување, до начинот на транспорт, строги контроли поминува една вакцина за квалитет, за безбедност, за да дојде на пазарот. Така, и моето последно прашање е доколку се одложи вакцинирањето, кои се последиците? Еве еден апел до родителите, до граѓаните. Доколку се одложи вакцинирањето, последиците се следни. Може да дојде до појава на заразни заболувања, кои што се високо контагиозни, заразата брзо се шири, а сето тоа се одразува на здравјето на децата.